Локалната самоуправа да ја интензивира изработката на детални урбанистички планови и архитектонско-урбанистички проекти, да се заокружи инфраструктурата за развој на туризмот и да се даде приоритет на заштитата на животната средина, беа само дел од барањата што ги изнесоа представниците на локалниот бизнис сектор од Кочани на средбата со градоначалникот Никол Чуилиев и со раководителите на секторите во општинската администрација. Работната средба на која присуствуваа 50 на менаџери, управители и собственици на поголемите компании и на јавните институции во општината е дел од подготвителните активности на локалната власт за сеопфатно планирање и изготвување на буџетот на општината за наредната година. Иако надлежностите на локалната самоуправа во делот на стопанството се ограничени, меѓутоа тие се легитимен и реален субјект со кој што сакаме да разговараме и да ги разменуваме мислењата, како за потребите на стопанствениците во индустријските зони каде што тие функционираат, исто така да отвориме една поширока тема и за поширокиот регион, односно во местата каде што тие живеат и да ги искажат и потребите што тие ги преминуваат, што се потребни на граѓаните и нивните мислења, се со цел да можеме што повеќе мислења да слушнеме и да се потрудиме што поголем дел од предлозите ги вградиме во буџетот за 2020 година. Стопанствениците излегоа со конкретни барања од општинската администрација, пред се во создавањето услови за работно ангажирање на младите. Беше речено дека голем проблем е одливот на работоспособното население, поради што локалната власт со поддршка од централната треба да работи на подобрување на условите за живот, за да се задржат младите семејства колку што може повеќе. Исто така, меѓу приоритетите треба да биде и заштитата на животната средина, а надлежните институции да немаат никаква толеранција кон загадувачите. Присутните на средбата побараа да се продолжи со изградбата на инфраструктурата за развој на руралниот и алтернативниот туризам, како и да се интензивираат активностите за проектна документација во централното градско подрачје, каде бизнис секторот е заинтересиран да инвестира во изградбата на стамбени и деловно административни објекти.